Марија Сейфула од Скопје е девојката која што веќе една година рачно изработува венчиња за овој предновогодишен период. Венче кое што може да го краси вашиот дом, вашата порта, вашиот двор, венче кое што дефинитивно на сите ни е неопходно во овие празнични денови. Ова утро ве запознаваме со Марија која што ќе ни открие како ги прави овие венчиња, но и како настана ова нејзино хоби. Марија, ќе ви посакам добро и убаво утро и како започна еве вашата работа, односно оваа хоби кое што го започнавте пред речиси една година. Благодарам, Ивана, за поканата и што ти се допадна овие венчиња што ги изработувам. Значи, приказната почна многу одамна, меѓутоа сама си ги изработува венчињата од лозови гранки и од зеленилата што ги имам во дворот на мојата куќа. Пред една година случајно се отвори место на една работилница во Цветна фабрика, да ги поздравам девојките од Цветна фабрика, каде што си поминавме преубави 2 сати во изработка на венчиња новогодишни и во тој момент сватив дека венчето уствари ми исполнува и ми е еден вид на медитација, че онака времето што е само за себе да ме направи срекна, да направам нешто креативно и уникатно како што се овие венчиња. Така да пред една година започна целата оваа приказна. Да, како ги црпиш еве идеите? Од каде се инспирираш за оно што можам да го забележам во твојот стил е дека сите се буквално различни, не се повторуваат венчињата. Да, венчињата се уникатни и рустични пред се, затоа што се користат природни материјали. Најчесто инспирацијата е од природата, меѓутоа кога ќе почнеш да го плетеш венчето, самото те води до некоја приказна. Значи прво се плете целото венче, па потоа гледаш како да го дотераш, да го декорираш. Каков е процесот, од каде се почнува и до која точка доаѓаш? Како трае целиот процес на изработка на едно венче? Има многу различни видови во различни големини, да споменеме, нели, за сечи вкус, за сечија потреба, но на кој начин се одредува како ќе почнеш? Најпрво мора да имаме зеленило доволно за изработка на венче. Зелените гранчиња се сечат на помали парченца, кои потоа во снопови се нижат на самото венче. Морам да го свртам венчето, значи имаме обрач, кој што може да биде рачно направен или купен. Рачно направен се прави од лозови гранчиња и со помош на коноп се редат сноповите на венчето. Значи, од кога ќе се исплете венчето, а тоа е процес кој што трае сигурно 1 час, потоа се декорира, зависно од желбите на клиентот, значи зависно од декорацијата дома, може да биде во некоја боја, може да биде скроз природно, како што се овие 2 венчиња, значи само зеленило и шишарки. Све до желбите на клиентите, значи, кој како сака и како му е уредено дома. Да, она што е нели карактеристично е рустичниот стил за сите овие венчиња кои што ти ги изработуваш и ги красат домовите на многумина. Колку трае процесот на изработка за едно венче од прилика? Знам дека нели во различни големини сигурно трае повеќе време. Па во различни големини се имаме мала, средна и голема, огромни венчиња. Значи процесот е најчесто од 1 час па нагоре. 1 час би дошло само плетењето на венчето, а потоа зависно од декорациите, колку време ќе ни одземат и колку декорации се, значи може да се одвива и до 3 часа изработката на венчето. Да, оно што е интересно е за вас, што буквално си ги набавувате од вашиот двор голем дел од зеленилото, односно од почеток до крај 100% рачно изработено венчето. Да, венчето е 100% рачно изработено, значи дел од зеленилата ги имам во мојот двор, како што се тујата и чедарот. Елката обично ја набавувам од пазарите. Шишарките ги собирам од природата заедно со моето синче кое што ми помага во процесот на изработка на венчињата. Така да целото венче е природно, преубаво мириса и дава една топлина во домот.
Да, мирисот може да го почувствуваме, нели? И навистина изгледа скроз природно, нешто што би требало да го имаме, нели, сите во овие празнични, предпразнични денови. Како може тебе луѓето да ве најдат, Марија? Како функционирате? Каде може да ве побараат и да си нарачаат, нели, венче по нивен вкус? Па, во моментов може да ме сконтактираат на мојот Инстаграм профил Cozy Rustic Red. Ова ми е само хоби, морам да напоменам, и не ми останува многу време за изработка, така да само работиме по нарачки доколку имаат, нели, клиентите. Ни ги порачуваат во порака на Инстаграм профилот и ние ги изработуваме согласно нивните барања. И сега морам да напоменам дека не станува збор само за новогодишни венчиња, туку преку целата година изработувам венчиња, со тоа што, например, лани изработувавме едно хербално венче, кое што беше изработено од еукалиптус, жалфија, лаванда, и потоа целото венче клиентот што го набави, значи си ги пресади ливчињата и сега си има сакси дома од жалфија, еукалиптус и лаванда, што стварно е убаво што може да се продолжи процесот на растење на зеленилата. Да, убаво е, нели, после новогодишните и божикните празници, едни вакви венчиња да ни го красат домот и да имаме најубав амбиент што можеме, чувството и мирисот, нели, на дома. Марија, ви благодарам за одвоеното време. Ти благодарам, Ивана, на поканата. Се надевам се гледаме во наредна прилика.